Добар ден. Бараме надлежните органи итно да донесат конкретни решенија за проблемот со емигрантите кој што ескалира во Република Македонија. Најавените измени во Законот за азил не се решение, бидејќи проблемот е многу посериозен и повеќе димензионален. Ако се тргне од најновата ситуација, поради катастрофално лошите услови за живот на згрижените емигранти, власта на Груевски уште еднаш ја срами земјата во светот со тоа што потврдува дека Република Македонија е држава која што нема капацитет за заштита на основните човекови права, ниту на своите граѓани, ниту пак на странските државјани. Второ, укажуваме дека меѓу овие луѓе има и деца. Дел од нив се со здравствени проблеми. Ако се земат во предвид високите температури и нехигиенските и нехумани услови во прифатниот центар во Газибаба, кој што Народниот правобранител ги оцени како полоши од затворите, постојат закани по нивните животи, како и закани за хуманитарна и здравствена криза, односно епидемија во Република Македонија. Трето, посочуваме на безбедносните ризици кои што се присутни со месеци. Границата на Република Македонија, посебно последнава година, е како швајцарско сирење. Ниедна институција нема релевантни бројки што можат да посочат кој тоа се влегува и излегува од нашата држава. Проблемот со нелегалните емигранти во Република Македонија не е од вчера, не е од последниот месец, не е ниту од последната година. Само достапните официјални статистики на МВР покажуваат драстични зголемување на бројката на нелегалните емигранти, посебно од 2012 година па наваму, а реалната ситуација е многу покритична. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија укажува дека власта нема контрола на границите на Република Македонија, што е исклучително сериозен проблем. Досегашните информации покажуваат дека проблемот со емигрантите не е само хуманитарен и нелегалните лица не се само бегалци од кризни жаришта, туку дека станува збор и за криминал. Постојат официјални признанија од власта за шверц на луѓе, иако досега не слушнавме евиденции колку организирани групи или поединци се вклучени во кријумчарењето мигранти. Јавноста не е запознаена како овие луѓе влегуваат во Македонија, која е крајната нивна дестинација и колкумина од нив остануваат во Македонија. Од оние што остануваат, може да се претпостави дека дел се пасивни, но дел од нив може да се вклучени во непознати активности што можат да бидат заканувачки по безбедноста на граѓаните на Македонија. Предупредуваме дека Македонија е потписник на меѓународни конвенции за заштита на човековите права и дека власта е должна да ги третира хумано и човечки овие нелегални емигранти, кои, ако решат да ја тужат, може да ја нанесат и сериозна финансиска штета на Република Македонија и незините граѓани. При тоа, власта е должна да ги заштити граѓаните на Република Македонија. Власта на Никола Груевски е должна да објасни зошто дозволи ескалација на проблемот со нелегалната миграција. Благодарам, повелете прашање. Може во врска со вечерашниот извршен одбор, што ќе биде тема? Станува збор за редовна седница на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, која што се одржува најмалку 2 пати во месецот. Така што ќе биде тема тековните активности, како и брифирање на членовите на извршниот одбор за процесот и текот на политичките разговори. Добивте поддршка од вашите коалициони партнери и од невладиниот сектор. Кои се следните потези на може ли да ги... Во текот на вчерашниот ден кажавме дека во блискиот период кој што следи ќе дадеме се уште шанса на разговорите и преговорите, какви ќе бидат понатамошните чекори, ќе бидете навремено известени. Што може да се очекува тоа што веќе е најавено и ветено за објавување на тие бомби кои што ги засекнуваат албанските граѓани, бидејќи имавме и се граѓански протест на албанците во Македонија кои што јавно го побараа тоа што повргу бомбите за албанските партии и за Мострум да се објават. Проблемите кои што Социјалдемократскиот сојуз ги изнесе во проектот Вистината за Македонија се граѓански проблеми, не се национални проблеми на ниту една групација од граѓаните. Граѓаните албанци исто толку ги засегаат крадените народни пари или буџетски пари кои што и тие треба преку своите даноци да ги плаќаат. Она што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го вети на граѓаните на Република Македонија
ќе го оствари не заради нечија етничка припадност, туку заради тоа што ние на сите граѓани без оглед на етничката припадност ја должиме таа За вистина. колку време треба да ги очекуваме бомбите за Монструм и за Во блиска иднина. А воопшто другите кога ќе продолжат? Општо, значи продолжуваме со редовните активности, кажавме веќе имате дел од најавите, Социјалдемократскиот сојуз ќе се продолжи со редовните активности за време одржувањето на тој тип на пресконференција благовремено ќе ги известиме. Дали договорот од 2 јуни не важи? Значи кажавме дека ќе дадеме уште мал временски период шанса на политичкиот диалог во оваа форма и во овој облик. Очигледно е дека дел од тие одредби во целост не се испочитувани. Основниот услов да поднесе Никола Груевски оставка да биде формирана техничка влада која што ќе ја води државата во транзицијскиот период не е исполнет. Вчера Груевски порача и Црквениот комитет порача дека се подготвени избори кога и да се случат. На Република Македонија не и требаат брзи избори. На Република Македонија и требаат фер и демократски избори. Такви избори во нашава држава може да има ако и само ако Никола Груевски поднесе оставка, биде формирана преодна техничка влада која што ќе создаде општи услови и атмосфера во нашата држава да бидат одржани избори. Не станува збор во политиката како мали деца да се фалиме кој од кого е посилен или како е посилен. Социјалдемократскиот сојуз посакува избори. Меѓутоа не посакува избори по теркот на Никола Груевски, посакува и бара и ќе инсистира избори кои што ќе ги организира преодна влада со цел да ја победи оваа политика на Никола Груевски и да оформи легитимна политичка влада во Македонија. Дел од медиумите најавија бомба за утре, таа тема дојде. Повторно ќе кажам за тој тип на активности, знаете и самите дека навремено известуваме јавноста, па ќе бидете и вие како медиуми известени.